Можам да кажам од она што го слушнав на дебатата, дека 80 дена ќе се мониторира пред изборната кампања, 20 дена и припаѓаат на изборната кампања. Во овие 80 дена пред кампањата ќе се наблюдуваат во тој период од 10 дена па извештај ќе се наблюдуваат едни вести, значи централното издание во ударните термини, претпоставувам дека тоа ќе биде околу 19 часота за време на кампањата, нели? За оние 20 дена за време на кампања ќе се наблюдуваат две информативни изданија на вестите. Од денеска нема владино рекламирање, а за време на кампањата ќе има и посебни услови околу платената политичка програма. Тука од Агенцијата за медиуми кажаа дека треба по 8 минути да има за власта, 8 минути за стапеност опозицијата за време на кампања, зборувам, по минута за оние независни кои што ги нема во собранието и за оние кои што немаат пратеничка група во собранието. Во однос на квантитативното известување, односно времето за застапеност на позицијата и опозицијата, од Агенцијата за медиуми објаснуваат дека треба власта и опозицијата да бидат приближно застапени. Сега покрена внимание во однос на представувањето на односно покривањето на оние активности на државните функционери. Од Агенцијата за медиуми овие настани ги делат во 3 групи, а тоа се вистините, релевантни, станува збор за функционерите кога ќе се среќаваат со некои дипломати или пак кога станува збор за празници, понатаму вистините маргинални, кога државните функционери присуствуваат на некои инфраструктурни проекти или пак имаат средба со граѓани, со одредена група граѓани заради некои мерки, заради некои владини мерки. И третата група на настани се псевдонастани, овие третата група ќе носат прекршок за медиумите, затоа што според Агенцијата за медиуми најмногу можат политичките партии од позицијата да ги искористат за поголемо медиумско покривање. Тука медиумите треба да внимаваат, доколку не станува збор за дневна информација, значи како вест од информативен карактер, значи информација, треба да внимаваат да не бидат злоупотребени, да не станува збор за некои тековни активности или промоција на политиките на позицијата. И уште да кажам дека во однос на извештаите, тие ќе бидат периодични, ќе излегуваат по мониторинг од 10 дена и ќе бидат позитивни, неутрални или негативни, пошто, како што кажав, стручната служба ќе им доставува извештај на оваа привремена комисија, адхок телото од 5 члена, кои што пак тие ќе одлучуваат дали медиумот ќе има прекршок, нели доколку се огрешил веќе втор пат, ќе има прекршок, а првичната грешка ќе оди само со опомена.